Реконструирани совлекувални, нови реквизити и санитарни јазли за екипите, но и за публиката. Стативи, кабини со приклучок за интернет за новинарите. Тоа се дел од активностите за санација на стадионот Никола Мантов, што на брзина ги презема локалната самоуправа, за до крајот на сезоната да ги исполни упатствата дадени од Фудбалската федерација на Македонија. Градоначалникот Димитровски, како и службите што се вклучени во активностите, го посетија градскиот стадион за да увидат до каде се стигнати зафатите што се преземаат. Денеска направивме една кратка обиколка со одговорниот од општината за тоа до каде се подготовките за реновирање на просториите на градскиот стадион и на самиот терен, со кој што е предвидено, значи, комплетно реновирање на просториите за домашните играчи, за гостинските играчи, за судиите, просторија за антидопинг контрола и нови стативи кои што ги барат прописите, новите прописи на ФИФА и УЕФА. Повеќе од 90% од работите се завршени, очекуваме дека за 15 на дена ова ќе биде комплетно завршено и заедно со овие реновирања, односно тревниот терен кој што се исто така подготвува, ќе бидеме спремни за едни меѓународни надпревари, односно она што го од нас бараше Фудбалската федерација на Македонија, да извршат инспекции и да можеме во Кочани да имаме и меѓународни надпревари. Освен инспекцијскиот увид во работите, представници на Фудбалската федерација на Македонија донира и по 3 фудбалски топки од производителот на спортска опрема Пума, наменети за 6 екипи од општина Кочани, што се надпреваруваат во општинската лига.